Денешниот живот е како луда трка. Информации доаѓаат од сите страни, како ураган. Телефонот не престанува да звони. Лесно е да се почувствуваме преплавени во овој вртлок. Од нас се очекува секогаш да бидеме достапни, секогаш онлайн. Работата не следи на секој чекор. Да се најде време за одмор станува вистински предизвик. Дури и еден момент за себе си изгледа невозможно. Во ова море од обврски, лесно е да се изгубиме, да се почувствуваме немирни и под притисок. Бараме нешто подобро, нешто подлабоко, копнееме по внатрешен мир. Но, што ако постои начин да го пронајдеме? Што ако древните Грци веќе го откриле? Начин да се пронајде мир во окото на бурата. Претплатете се на нашиот канал и погледнете ги и другите видеа, за да откриете повеќе. Ајде да ве запознаам со стоицизмот. Оваа филозофија потекнува од античка Грција и се пренесувала од генерација на генерација, повеќе од 2 милениуми. Стоицизмот не е само некоја сложена теорија, туку начин на живот. Тоа е начин да се живее исполнет живот. Живот исполнет со доблест и упорност. Живот во кој наоѓаме внатрешен мир, дури и кога околу нас беснее бура. Стоицизмот не учи да се фокусираме на она што можеме да го контролираме, нашите мисли, нашиот однос, и да го прифатиме она што не можеме да го промениме. Тоа е безвременска филозофија, што денес е поактуелна од кога и да е. Ајде да се вратиме назад во времето, во срцето на античка Грција, во Атина. Замислете си еден жив пазар, полн со луѓе и возбудени дискусии. Токму тука, во овој жив град, се родила филозофијата на стоицизмот. Основана околу 300 година по ноере од Зенон од Китион, стоицизмот брзо стекнал популарност. Стоицизмот нудел практичен пристап кон животот, нагласувајќи ја важноста на самоконтролата и рационалноста. За разлика од другите филозофии, стоицизмот бил тесно поврзан со секојдневниот живот. Тој им давал насоки на луѓе од сите општествени слоеви, кои се соочувале со животните предизвици. Стоицизмот не бил само знаење, туку начин на живот. Начин на живот исполнет со храброст, мудрост и внатрешен мир. Да зборуваме за римскиот цар Марко Аурели. Иако владеел со огромно царство и учествувал во многу битки, својот мир го нашол во стоичката филозофија. Неговите лични белешки, денес познати како медитации, не учат како да ги надминеме тешкотиите, да си ги контролираме мислите и да водиме морален живот. Потоа го имаме Сенека, филозоф и државник. Во своите писма и текстови, тој се занимавал со теми како што се моралот, страдањето и потрагата по среќа. Конечно, го имаме Епиктет, кој својот живот го започнал како роб, но станал познат стоички филозоф. Неговото учење ја нагласува важноста од самоконтрола, прифаќање на реалноста и постигнување на внатрешен мир. Иако овие стоички филозофи живееле пред 2000 години, нивните идеи не подсетуваат што значи да се биде човек. Нивните зборови одекнуваат низ вековите. Тие се справиле со предизвици, како што се загубата, стравот и потрагата по смислата на животот, кои се релевантни и денес. Нивната мудрост е безвременска. Во свет полн со бучава и неизвестност, стоицизмот е како светлина во темнината. Не подсетува дека имаме поголема контрола отколку што мислиме. Можеме да ги контролираме нашите мисли, нашите реакции и на крајот да пронајдеме внатрешен мир. Тоа е најголемиот дар што ни го нуди стоицизмот. Замислете, ја пишуваме годината 2025. Каде и да погледнеме? Технологија. Нашите телефони, преполни со известувања и социјални медиуми кои постојано не одвлекуваат. Вести, мислења, дури и реклами. Преплавени сме со информации. Тешко е да се заштитиме од оваа дигитална бучава. Дигиталната ера ни донесе многу добри работи, но и нови предизвици. Се споредуваме со другите и не се чувствуваме доволно добри, немирни и осамени. Бараме внатрешен мир, но бараме за солниште во нашите телефони. Бараме вистинска врска, но гледаме само совршени слики од другите, и тоа не прави да се чувствуваме уште попразни. Погледнете само како светот се менува. Климатски промени, политички конфликти, економска неизвестност, тешко е да се следи сето тоа. Лесно е да се почувствуваме преплавени од овие проблеми, безпомошни. Стравот од иднината може брзо да ни го окупира умот. Ги слушаме вестите, барајки одговори, барајки сигурност. Но, наоѓаме само уште поголема вознемиреност.
уште поголема неизвестност. Во овие несигурни времиња, како за поединецот, така и за светот, ни треба компас. Една насока што ќе не води низ бурата и ќе ни го покаже вистинскиот пат. Стоицизам. Еден пат кон јасност. Денес, се повеќе луѓе бараат смисла во стоицизмот. Стоицизмот ни нуди структура, ни помага да се справиме со предизвиците на 21-виот век. Не потсетува дека не можеме да контролираме се што се случува околу нас. Берзата, времето, што мислат другите луѓе, се тоа е надвор од наша контрола. Единствено што можеме да го контролираме е нашата реакција. Можеме да избереме како ќе одговориме на предизвиците. Можеме да се фокусираме на она што можеме да го контролираме. Нашите мисли, нашиот карактер, нашите постапки. Во овој свет полн со одвлекувања и неизвестности, стоицизмот ни покажува пат кон јасност, сила и внатрешен мир. Стоицизмот ни дава сила да го пронајдеме мирот, дури и во тешки времиња. Ајде сега да зборуваме за дихотомијата на контролата. Замислете си дека сте заглавени во сообраќаен метеж. Вашиот телефон ќе се исклучи за момент и се грижите дека ќе доцните на важен состанок. Стоиците би рекле: застанете за момент и разгледајте ја ситуацијата. Можете ли да го контролирате сообраќајот? Не, не можете да контролирате ниту кога ќе се исклучи вашиот телефон. Но, можете да ја контролирате вашата реакција. Тоа е дихотомијата на контролата. Фокусирајте се на она што можете да го контролирате. Вашите мисли и ваши дејствија. Прифатете го она што не можете да го промените. Тоа е првиот чекор кон внатрешен мир. Тоа не значи дека не треба да преземате ништо. Тоа значи дека треба паметно да ги бирате вашите битки. Фокусирајте ја вашата енергија на она што можете да го промените и пуштете го она што не можете. Тоа е вистинска слобода. Здраво на сите! Денес ќе зборуваме за моќта на благодарноста. Во овој забрзан свет, се чини дека сите сакаат се повеќе и повеќе. Поголема куќа, подобра работа, совршен профил на Инстаграм. Често забораваме да бидеме благодарни за она што веќе го имаме. Старите римјани често зборувале за важноста на благодарноста. Тие верувале дека кога ќе се разбудиме наутро, треба да одвоиме момент да им се восхитуваме на малите нешта околу нас, како што се топол кревет, дом кој не штити од дожд и ветер, или шолја, топло кафе. Благодарноста го менува нашиот начин на размислување и начинот на кој го гледаме светот. Дури и во тешки времиња, благодарноста ни помага да ја видиме убавината во животот. Сакате да се ослободите од стресот и грижите, започнете да практикувате благодарност. Што мислите? Секоја вечер да запишувате 3 работи за кои сте благодарни. Ке видите колку добри работи може да донесе благодарноста во вашиот живот. Во стоицизмот постои оваа практика, премедиташо малорум. На почеток звучи малку страшно, нели? Тоа едноставно значи дека размислуваме за тешкотиите што би можеле да ни се случат во иднина. Да речеме, имаш важна презентација. Што би можело да тргне наопаку? Проекторот би можел да не работи. Може би ќе заборавиш некоја важна работа. Мора да бидеме подготвени. Секогаш е добро да имаме план Б. Кога размислуваме за тешкотиите што веќе сме ги имале, стануваме посилни. Ако нешто тргне наопаку, веќе сме размислувале за тоа и нема да бидеме изненадени. Не се работи за тоа да бидеме негативни, туку да бидеме подготвени. Се работи за тоа да гледаме мирно кон иднината и да бидеме подготвени за се. Живееме во свет полн со одвлекувања. Непрестајно не бомбардираат со известувања, а нашите листи со задачи стануваат се подолги. Во сето ова брзање, лесно е да се почувствуваме преоптоварени и немирни. Затоа стоицизмот не учи да најдеме мир во хаосот. Време е да се исклучиме и да одвоиме време за себе. Да живееме во моментот, да прошетаме во природа, да медитираме или да уживаме во шолја точен чај. Да го пронајдеме она што ни носи внатрешен мир и да го претвориме во навика. Во тишината, умот се смирува и ја наоѓаме нашата внатрешна сила. Создадете простор на мир и хармонија и дозволете му на среќата да расцвета. Тоа е моќта на моментот. Може би си мислите, дали стоицизмот не е малку старомоден? Како може да биде релевантен во денешно време? Може ли оваа древна мудрост да се примени во нашиот стресен и брз живот? Апсолутно. Има многу примери. Многу успешни луѓе тврдат дека стоицизмот им дал потребната сила и јасност за да успеат. Например, Тим Ферис, познат предприемач, автор и подкастер, кој отворено говори за стоицизмот. Тој вели дека стоицизмот му помогнал да решава проблеми, да ги контролира своите емоции
и да се фокусира на она што е важно. Во својата книга Tools of Titans, Ферис објаснува како ги применува принципите на стоицизмот во секојдневниот живот, за да живее послободно и позначајно. Ова е одличен пример дека стоицизмот не е само древна филозофија, туку и практичен водич за среќен и исполнет живот, дури и денес. Ова е Рајан Холидеј. Тој е успешен автор, познат по своите книги како Препреката е патот и Его е непријател. Холидеј се запознал со стоицизмот кога имал 20 години и верува дека оваа филозофија му го променила животот. Со своите дела, тој го направил стоицизмот подостапен и полесен за разбирање на луѓето од денешницата. Тој го живее својот живот според принципите на стоицизмот, без разлика дали станува збор за неговата работа, врските, личниот развој или други области од животот. Холидеј се фокусира на тоа дека треба да ги гледаме тешкотиите како можности. Тој вели дека тешкотиите се дел од животот, но треба да ги гледаме како шанса за наш развој и личен раст. Ова се само два примери за луѓе кои пронашле успех и среќа, инспирирајќи се од мудроста на стоиците. Тие откриле дека принципите на оваа древна филозофија, напишани пред илјадници години, се уште се актуелни и мочни. Стоицизмот не е само за бизнисмени или успешни луѓе. Оваа филозофија е за секого, без разлика од каде доаѓаме, што работиме или во што веруваме. Може би си студент кој учи за испит, родител кој се обидува да го усогласи работата со семејството или едноставно си изморен од брзото темпо на животот. Стоицизмот нуди многу алатки кои можат да ви помогнат да пронајдете мир и смисла во животот. Станува збор за преземање одговорност за сопствените мисли и постапки, да се најде среќа во моментот, да се соочиме со тешкотиите со храброст и позитивност. Во свет кој честопати изгледа нестабилен и несигурен, стоицизмот ни го покажува патот кон внатрешен мир, јасност и исполнет живот. Тоа е филозофија која може да ни даде сила да живееме подобар живот, без разлика со какви препреки се соочуваме. Што и да се случи, како што гледаме, стоицизмот не е некоја скриена идеја што се наоѓа само во книгите. Тоа е став кон животот, практика што е исто толку актуелна во 2025 година, колку што била и во времето на римјаните. Стоицизмот ни дава инструменти за справување со предизвиците на денешниот свет. Замислете дека треба да донесете тешка одлука, а неизвестноста ве обзема. Наместо да панете во паника, застанете и земете длабок здив. Сетете се на еден од основните принципи на стоицизмот – контрола. Фокусирајте се на она што можете да го контролирате, вашите постапки и реакции. Тоа е стоицизам во акција. Замислете дека скролате низ социјалните мрежи, обкружени со навидум совршени животи. Почнувате да чувствувате завист и несигурност. Но сетете се на друг принцип на стоицизмот – благодарност. Кога ќе се фокусирате на доброто во вашиот живот, ќе најдете среќа во моментот. Тоа е моќта на стоицизмот. Замислете дека се соочувате со неочекувана пречка, вашите планови се распаѓаат. Наместо да западнете во очај, сетете се на учењето на стоицизмот. Бидете подготвени на неизвестност. Кога сте ментално подготвени за тешкотии, можете да се прилагодите и да ги надминете. Тоа е суштината на стоицизмот. Знаеш ли што го прави стоицизмот толку привлечен? Неговата едноставност. Наменет е за секого. Не ти требаат посебни алишта или опрема. Се што е потребно е свест за твоите собствени мисли и постапки. Стоицизмот е патување на самоспознание, каде ја зајакнуваш својата внатрешна сила и издржливост. Тоа значи да ги гледаме тешкотиите како можности за учење, да го прифатиме она што не можеме да го контролираме и да се фокусираме на градење морален живот. Дури и во денешниот забрзан живот, можно е да се најде мир и радост. Верувај ми, ова патување вреди. Следи го примерот на стоиците. Доживеј го секој момент полно и биди благодарен. Соочи се со своите стравови. Запомни, имаш моќ да живееш богат и исполнет живот и покрај пречките на кои најдуваш. Тоа е долготрајното наследство на стоиците. Филозофија што е се уште актуелна по векови. Водич за секој што сака да се соочи со животните предизвици, со мудрост, издржливост и мир. Доколку ви се допадна ова видео, претплатете се на каналот, дајте му лајк и споделете го со пријателите.